Државниот инспекторат за животна средина конечно го објави извештајот за загадување на Брегалница. Лабораториските анализи покажале дека реката кај Штип побелела од литекс С 9070, нетоксична химикалија која се користи како врзивно средство за технички текстил, неткаени и стаклени влакна. Фирмата Technical Textile поседува решение за одобрен елаборат за животна средина од општината Штип од 2015 година, во кој е утврдено дека фирмата во технолошкиот процес нема испуштање на отпадни индустријски води, емисии во воздух и нема бучава, дека поседува решение за вршење на дејност промет на големо со химикалии во магазински простор, како и дека поседува безбедностен лист за химикалијата Litex S9070 од производителот Синтомер Германија и дека не е токсична. Се вели во извештајот, од страна на Крим Техника, СВР Штип, биле земени 3 мостри за испитување од водата и се чекаат резултатите за натамошно постапување. Според важечкиот закон за води, за ваков и слични еколошки инциденти, предвидени се казни од 3000 евра за стопанскиот субјект. Извештајот на државниот еколошки инспектор доаѓа по увид кој вчера на Брегалница го направија заменик министерот Јани Макрадули и градоначалникот Благој Бочварски. Тие вчера јасно порачаа дека соодветни казни за загадувачот мора да има. Мора да се знае дека ред и поредок во оваа држава има, дека никој не е заштитен и дека никој нема да биде заштитен поради некаква штета која што има направено денеска или ќе ја направи во иднина. Токму заради тоа и сме со заменик министерот овде, уште еднаш да укажеме дека институциите на системот продолжуваат со работа и секој оној кој што се огрешил пред законот ќе сноси одговорност и ќе одговара за своите постапки. Реката Брегалница пред 4 дена целосно побеле и од неа се ширеше остар мирис. Истекувањето се случило при истовар на химикалијата од цистерната, односно при пукање на цревото, при што се излива во каналот за атмосферска вода која оди директно во реката.